Внимателно го анализиравме ставот на поранешниот белгијски посредник на меѓународната заедница Питер Ван Хоите за федерација како можно излезно решение за Република Македонија. Веруваме дека е дадена со добра намера. Ние потполно ги разбираме неговите аргументи и веруваме дека тие се издржани во неговата или во некоја друга земја, но чувствуваме обврска да му укажеме нему и на другите добронамерници кои искрено и мислат добро на Република Македонија, дека размислувањата и тенденциите за федерализација на Република Македонија не се соодветни на македонската реалност и никако не може да бидат решение за излез од длабоката политичка криза во која западна Република Македонија. Напротив, ваквите тенденции одат во прилог на распламтување на ионака запалената политичка ситуација, па и безбедносна во Република Македонија. За жал, Питер Ван Хоите за една работа е во право. Република Македонија, особено последните десетина години, по одредени карактеристики добива изглед на федерална држава, но наша цврста определба е зачувување на Македонија како заедничка и унитарна држава на сите македонски граѓани. Ја користим ова прилика за уште една работа. Политичката партија Достоинство остро ја осудува изјавата на пратеничката од албанскиот парламент Месила Дода како крајно непријателска, провокативна и потпалувачка. Воедно го повикуваме Никола Поповски како министер за надворешни работи во заминување да ја прогласи Дода за персона нон грата и да ја биде забранет влез во Република Македонија во согласно со важечките македонски закони. Благодарам за покривањето на денешната пресконференција. Доколку имате прашања, повелете. Вашиот став во врска со одлуката на претседателот да него додели мандатот на парламентарното мнозинство, дали мислите дека решение за ова е евентуално да се состанат политичките партии во собранието и сами да изгласаат влада без доделување на мандатот, и став исто така за тоа што во ваква ситуација нивниот претседателот се замина во државата оваа служба? Политичката партија Достоинство смета дека претседателот Иванов најправо грубо го прекрши уставот, барајќи потписи од претседателот на опозицијата. Тој немаше право да бара писмени потписи. Вториот пат го прекрши уставот кога постави услов за формирање на влада. Тој такво нешто не смее да направи. Неговите оправдувања или образложенија на ваквата негова одлука се неиздржани, особено ако се има во предвид дека дури и кога би сакало новото парламентарно мнозинство составено од СДСМ и ДУИ од другите албански партии, дури кога би сакале да протуркат одреден закон за кој што ВМРО ДПМН ќе процени дека е на штета на македонските интереси, или за кој што претседателот Иванов ќе процени дека е на штета на македонските интереси, ВМРО ДПМН многу едноставно можеше тој закон да го блокира во собрание. Сите знаеме дека како прво потребно е двотретинско мнозинство за ваквите закони да поминат, но дури и доколку се обидат да ги протуркат со просто мнозинство, тогаш тие можат со илјадници амандмани да ги закочат, па претседателот може да постави вето на ваквите закони, тие повторно да бидат вратени во собраниска процедура, со што нивното изгласување ќе стане невозможно. Но во поглед на тоа дали треба да се свика парламентарна седница, сметаме дека сепак претседателот Иванов, свесен за длабоката политичка и безбедносна криза во која што Македонија постепено се повеќе навлегува, дека ќе покаже државничко чувство и ќе го додели мандатот на СДСМ за тие да се обидат да формират влада. Ние можевме да ја слушнеме програмата на СДСМ и во неа не видовме ништо противуставно, со тоа што повторно стоат оние механизми за блокада на одредени закони за кои што ВМРО ДПМН или Иванов ќе проценат дека се антидржавни или спротивни на интересите на мнозинскиот македонски народ во Република Македонија, и им стојат механизмите за блокада на овие закони во македонското собрание. Како гледате на протестите што денови се случуваат по улиците кога веќе не има механизми за блокада на закони кои што се неуставни од страна? Протестите повеќе од јасно е дека се
во организација на ВМРО ДПМН е, тоа никого не може да убеди дека не е така, сите тоа го знаеме, но јас верувам дека мнозинството граѓани излегуваат на тие протести искрено верувајќи дека ја бранат унитарноста на Македонија, иако не се свесни дека на тој начин може само да ја загрозат унитарноста на Република Македонија. Доколку не дај Боже, утре навистина биде загрозена унитарноста на Република Македонија или некој се обиде да искористи целата оваа гужва за да се обиде да отцепи дел од македонската територија, јас верувам дека македонскиот народ и сите македонски држави и сите македонски граѓани ќе се обединат околу македонската кауза и ќе ја одбранат македонската држава од напад на било каков агресор, а потоа ќе продолжиме со внатрешните кавги.